финале на фудбалскиот куп на Македонија. Јубилејно, 10-то поред. Мал јубилеј во кој се вклопуваат екипите на Цементарница и Победа, финалистите на најмасовното фудбалско натпреварување. Химната на Македонија на стадионот Младост во Струмица. Ништо подобро. Со аплауз проследени звуците на македонската химна. Блеска стадионот Младост во Струмица, прв пат со електрично осветление. По тој повод овој јубилеен куп на Македонија на моментот кога е за неколку чекори напред осовремет овој стадион. Пред стадион во нашава земја со електрично осветление, после градскиот стадион во Скопје и билјанини извори во Охрид. Финалисти на годинашниот куп, Победа и Цементарница, екипите кои што успеа да го минат патот до големото финале. Фудбалерите на Победа втор пат во големото финале, прв пат не успеа во Прилеп во 2000 година, загубија од Слога со 6-0. Цементарница прв пат во еден ваков натпревар, прв пат со шансата да стигнат до драгоцениот трофеј. Натпреварот ќе го суди Ангел Бунгуров од Кавадарци. Втор пат во едно големо финале му помагаат Аджиев од Пирава и Кочев од Јосипово. Во бели дресови фудбалерите на Цементарница, во црвени на Победа. Го очекуваме почетокот на надпреварот. Една тотална неизвестност на две екипи кои што претендираат да го освојат, кои што се во врвот на македонскиот фудбал. Составот на екипата на Цементарница е Кметовски, Димитровски, Христовски, Чолаковиќ, Светковски, Блесинг, Деспотовски, Бегановиќ, Толевски, Јакимовски и Савов. Тренер на екипата е Стратев. Не можеше да смета на повредените Димов, Милевски и Белчев. Во големото финале и премиерот на Република Македонија, Љупча Георгиевски во придружба на председателот на Фудбалскиот сојуз на Македонија, Ламбе Арнаудов, па на своите миленици. Инаку составот на Победа е Пејич, Митевски, Ристевски, Ќумбев, Батос, Николаевски, Карамфиловски, Здравевски, Георгиевски, Крстев и Джокич. Роберт Петров, повреден, не е во составот на Победа. Тоа е хендикепот на тренерот Зирцат Јонус. Со такви проблеми се соочи и Зоран Стратев. Инаку двете екипи беа на подготовки во околината на Струмица, во близина на Струмица.
Во старт доиран беа фудбалерите на победа на завршните подготовки, додека Цементарница беше во Легорски бањи. Го гледате Љупчо Кметовски, голманот на Цементарница, и во овој момент започнува финалето. Во бели дресови фудбалерите на Цементарница, во црвени победа. Многу фудбалери на едната и на другата екипа. Шанса за победа 1:0. 1:0 Џокич. 20-та минута од надпреварот. 1:0 за победа. Одлично изведен центар шут на вистинското место од Џокич. Успеа да се оттргне од одбранбените фудбалери на Цементарница. 1:0. Почетно водство за фудбалерите на победа. Најдобриот стрелец во шампионатот на Македонија, најдобриот стрелец во купот, ова е негов 10-ти гол во куп на преварите. Победа води со 1:0 и навивачите на победа еве го слават овој водечки гол со бенгалски оган. Уште еднаш голот на Џокич во 20-та минута. Мајсторство на Џокич на мал простор успеа да ја прими топката и тоа е 1:0. Контранапад на фудбалерите на победа. Топка кон Ѓоргиевски, волеј и нема гол. Останува 1:0. Секавично изведена контра на фудбалерите на победа. Ѓоргиевски. Џокич. Крстев. Празен е голот, голема шанса и нема. Спасува Цветковски. Сигурен гол, спасува од гол линијата. Ја изфрла топката. Во овој момент се чини можеше да биде решено финалето. Вака неизвестноста продолжува. Крстев не успеа да ја погоди целта. Христов. Новаковиќ. Деспотовски. Обична Деспотовски. Изгледна шанса за фудбалерите на Цементарница и пасува Пејч во последен момент. Изворедна акција на Цементарница, но и реакција, рефлексна завиша Пејч кој го спасува голот на победа. Толевски. Одличен потек на Толевски, 1:1, фантастичен гол. Неверојатен потек на Толевски за 1:1 во 78-та минута. Ретко виден гол на Толевски. Начинот на кој се ослободи од своите чувари и како го изведе овој удар зборува за голема мајсторија на Александар Толевски, 22 годишниот фудбалер на Цементарница. Погледнете само како успеа да се ослободи од Николаевски. Тука беше и Мегленски и страотно неодбранливо биеше во голот на Пејч од 25 метри. Мајсторски потек на фудбалерите на фудбалерот на Цементарница. Толевски за 1:1. Неполни 5 минути до крајот. Тони Мицевски. Нерешителен голман од Световски, 2:1. Тоа е Ќумбев.
86 минута, Ќумбев 2:1. Огледаме ова уште еднаш. На вистинското место нерешителност на одбраната, а сега инцидентна ситуација меѓу резервните фудбалери на Победа и на Цементарница. Уште една замена се подготвува во екипата на Победа, Дели Главерски треба да влезе, но играта продолжува. Џокич 2:2. Џокич и Светковски. Тамо е Жилсон, Џокич и тоа е пенал. Пенал за Победа. Протестираат фудбалерите на Цементарница. Дуелот меѓу Цветковски и Џокич, судијата Бунгуров го карактеризира пенал. Да го видиме уште еднаш овој момент, срената нога од Цветковски во право е судијата, туку имате фаул. Нова шанса за фудбалерите на Победа да го зголемат ова водство во завршицата. Тече 90-та минута, колку ќе има продолжение, тоа знае само главниот судија. Во секој случај 2:1 за Победа и пенал. Изредува Христевски, 3:1. И Победа е победникот на 10-тиот куп на Македонија. Во 90-та минута Ристевски 3:1, но од пенал. Неодбранливо. Уште една Жесотовски. Удар од далечина. До последниот атом од силите, фудбалерите на Цементарница се обидуваат да се вратат по игра, но шокантни 2 минути завршен удар на фудбалерите на Победа успеа да се извлечат од оној шок по голот на Толевски. Бунгуров позначува крај. Победа е 10-тиот победник на Купот на Македонија. Прв пат во историјата на еден од најстарите, најпопуларните клубови во нашава земја со драгоцениот трофеј. Во вториот обид привечени успеваат да стигнат до титулата победници на Купот на Македонија. Радост на навивачите на Победа. Таму на теренот се радуваат сите фудбалери. Таму е тренерот Јонус, таму е популарниот Ацуле Забрчанец, човекот што го води клубот, тоа е прва личност на Победа. И гледаме фудбалерите на Цементарница во првото големо финале не успеа да триумфираат. Тука е и Маријан Стојковски, некогашниот ас на Победа. Голема радост на привечани. Ќе се памети 23 мај во клубската историја. Доаѓа аплауз и за фудбалерите на Цементарница. Во финале тешко истакуваат до завршицата, беше драматична и интересна. Еве го најсвечениот момент. До нестрпливо чека да му биде вратен пекарот. Еве го големиот пекар. Победа од Прилеп, победник на 10-тото финале на Купот на Македонија. Илуминација таму на другиот крај од стадионот во чест на победниците. Прекрасна слика на достоинствен, на празничен начин поздравени победниците на Купот.
Огномет над небото на Струмица. Премиерот Дипчо Георгиевски му го врати пехарот на капитенот Сашо Крстев, а сега фудбалерите на Победа му се радуваат, прв пат го имаат во преградка. Победа со се она што досега дала за македонскиот фудбал заслужи да се најде на списокот на лауреатите, на славодобитниците. Победа ќе биде екипата што ќе не представува и во купот на УЕФА. Финалистот Цементарница кој пред малку загуби со 3:1 ќе игра во Интертото купот. Незаборавни моменти за клубската историја.